Основното училиште Андреа Савески Ќиќиш од Тетово денес организираше отворен ден во соработка со Бирото за образование. Неговата цел е промовирање на вредностите преку проекти, при што учениците заедно со наставниците ги представија своите изработки пред присутните гости. Според резултатите од направената анкета, учениците најмногу го ценат здравието, поради што се одлучивме да направиме штандови со здрава храна, вели наставникот по граѓанско образование Јоцко Димитриевски. Во тие проекти ги ставивме здравата храна и се разбира традициите на здравата храна, така наречена од визбата на баба. Тука учениците подготвија, најверојатно забележавте, на еден штанд имаше здрава храна и тука се наоѓаја производи што ги подготвуваа заедно со своите родители, донесени производи навистина од визбата на баба, и дадовме еден концепт на нездрава храна, храна во која што има повеќе масноти, холестерол, протеини, адитиви и така натаму. И тоа беше забележително. Кога сме кај традициите и творештвото, имавме и еден штанд што наставникот по ликовно образование го имаше изработено заедно со неговите ученици, односно нашите ученици, и тука се виде креативноста, желбата за иновации, покажување и докажување, и добро е што учениците на таков начин се само промовираат, ги покажуваат своите знаења, умења, креативности и вештини. Ваквите отворени денови се можност јавноста да се запознае со работата на нашето училиште, вели наставникот по ликовно образование Зоран Бошковски. И големо ми е задоволството што публиката со воодушевување ги прифати нашите нови проекти од областа на ткаењето, од ликовното подрачје, значи графика и мозаик, сликарство. Значи овде имавме 3 ликовни подрачја, каде што прекрасно се представивме во однос на нашата припрема. Нашата подготовка беше скоро месец дена, ние имавме и надворешен соработник, тоа беше господинот професор Обрат Стануевич, кој што ги обучи децата на една наша стара народна култура, тоа е ткаењето. Друго, мозаикот е исто така стара дисциплина од нашето тло. Децата многу вербално и убаво го тоа употребуваат и во практиката. И графиката, високиот печат, како една техника која што најлесно може да биде и најдобро прифатлива и остварлива од страна на нивните вешти раце. Подготвената храна и изработките беа на продажба, така што собраните средства учениците ќе ги донираат во дневниот центар за деца со посебни потреби, што функционира во кругот на училиштето.